Во Македонија постои една академија на науките и уметностите. И точка. Вели премиерот Христијан Мицковски. Може да отвориме оваа тема, Срđan Ивановиќ, е денеска. Некако актуелна е деновиве. Мислам дека ние обрнавме доволно внимание, па еве го моментот да го прокоментираме најнапред, да прокоментираме изјавата на Мицковски и околу сите случувања поврзани со МАНУ, односно идејата да се формира нова МАНУ. Двојна МАНУ, како да ја кажам? Паралелна. Паралелна, да, тоа е вистинскиот збор. Премиерот Христијан Мицковски, да кажеме, на некој начин ја затвори дебатата околу таа ААНУ, или Академија на албанците, нели, во Македонија. И значи на некој начин стави точка, бидејќи нели цело време се претпоставуваше дали може би владата, државниот врв, владината коалиција би се нафатила, нели, да влезе во таа една многу сомнителна приказка, но Мицковски, кој самиот е научен работник, нели, тој е професор на финки, едноставно кажа дека тука нема простор за дискусија, дека академијата може да биде само една и во неја се може да членуваат само научните работници, односно научниците, нели? И овакво, како се вика, што е многу логично, нели? Самиот назив е... Па да. Е сега, кога се работи за наука, тука не може да влажи Бадинтер, тука не може да влажи некакво мнозинство, некаква правична застапеност и така натака. Писателот може да биде писател, не знам, физичарот може да биде физичар, а што е по националност, во тој сегмент е помалку битно. Како рекол Ајнштајн, кога го прашале што сте вие, швајцарец, германец или евреј, тој рекол, ако сум во право со мојата теорија, нели, швајцарците ќе велат швајцарец, германците германец, евреите евреј. А доколку не сум во право, тоа германците ќе велат тоа е евреј, швајцарците ќе велат тоа е германец, а евреите ќе велат не, тоа е швајцарец, нели? Така да, но во секој случај таа така наречена академија, тие несудени академици, нели, кои некои ги нарекуваат академци, а не се. Добро, нели, да. Тие формираа некоја невладина организација. Тоа е невладина организација, но е финансирана од буџетите на, мислам, 4 општини, каде што живее мнозинско албанско население и сега, нели, тоа е поставено, таму има неколку професори, таму има неколку научни работници кои сметаат дека, нели, би можеле да станат членови на МАНУ. И како се вели, тие ќе функционираат. Јас не би се кладел дека некоја идна влада нема нив да ги озакони, нема да ги направи, нели, да може би нема да биде тоа паралелна МАНУ, но ќе бидат финансирани од државниот буџет, тоа не знам, тоа. Ова од каде доаѓа? Ова доаѓа поради нискиот процент на албанци во академијата. Од каде дојде поривот да дојде до ваква идеја да се направи паралелна академија? Видете, тоа албанскиот фактор во Македонија и МАНУ, тоа се одамна се гледаат преку нишан. И само ќе се сетиме, нели, 2001 година имаше онакво предлог од тогашниот академик Ѓорѓе Ефремов, председателот на МАНУ, да се подели Македонија на етнички линии. Потоа излезе, неколку години подоцна излезе онаја енциклопедија која беше многу контроверзна, баш контроверзна во доменот на како беше третирано историското прашање на албанците, не само во Македонија, туку вкупно на Балканот, и таа беше и за други работи контроверзна, но нели тоа им засмена албанците, така да не е точно дека нема академици албанци, има и сега, имало неколку подпредседатели до сега, но нели таму има место колку што има место, има по еден академик, нели, на секоја
од науките и уметностите. Како што функционирала со години ова... Не, апсолутно, да. И тоа е институција која е формирана со посебен закон, значи таа не е тоа јавна администрација, туку е од стратешко значење за државата, како што се впрочем сите други академии и уметности во светот, меѓу другото ете Американската академија на науки и уметности доделува и Оскари, да кажеме, а норвешката Нобелови награди, нели? Да. Така да тоа не е институција која што туку така би требало да се стави во некаков закон за правична застапеност, бидејќи на тој начин науката ќе стане проблематична, како што впрочем е проблематично во сите други сегменти на нашето живење. Имаме безброј факултети, безброј училишта, приватни, државни, неколку државни, а веќе не знам колку државни факултети имаме, а се помалку наука. Едноставно тоа е претворено во приватен бизнис или државните факултети се однесуваат како да е приватен бизнис, па тука, нели, кога се трча по профитот, знаењето го снемува некако по пат. Во секој случај, мислам дека со ова го затвараме ова прашање, дека во иднина нема да има многу написи на оваа тема, бидејќи со изјавата на примерот не се остава простор да има било какви преговори во владината коалиција помеѓу Вреди и ВМРО ДПМН, нормално тука и знам, за да ова иницијатива добие некаква рамка за некакво државно финансирање, за некаков легитимитет. Значи тоа е сега невладина организација, но да подсетам, слично беше и со оној факултет фамозен во Мала Речица, па тоа после стана универзитет. Во контекст на ова ќе го цитирам и Камбовски, професорот, кој вели: не ни треба вакви украси што се за популистички цели и за политичка поддршка. Ова го вели за Слободен печат, тоа го има на насловната страница. Всушност албанците тропаат на отворената врата на МАНУ, академците се против националноста како критериум. Да, Слободен печат, нели, будно го следеше ова. Секој чест на колешката Марила Трајковска, таа навистина успеа, нели, од сите страни да го опфати овој случај. Тоа траеше со денови, значи ова едно пишување во низа, навистина како што треба, школски, нели, педантно, велам јас. Да, нова може да се дипломира. И Камбовски, нели, ја дава таа изјава, што веројатно би ја дал и секој можен академик. Јабази, академикот пред некој ден даде изјава која рече дека МАНУ може да биде само една и дека, нели, нема место за националности кога се во прашање научниците, бидејќи тие никој не ја вреднува нивната националност. Нели, например, не знам, Марија Кири не е битно дали е пољакиња. Така, него е првата жена Нобеловка. А и не би што е жена. Велиш дека со изјавата на Мицковски на некој начин ова се затвора. Еве и ние да ја затвориме дискусијата, ќе видиме како ќе се развие, доколку има новости поврзани со оваа тема, секако тука сме да ги известиме нашите гледачи. Она што е важно и значајно за денешниот ден е новото рочиште кое што ќе се случува поврзано со убиството на Вања и на Панче Жижовски. Овој пат денеска ќе се испитуваат сведоци од обвинителството. Има ли некакви сознанија, предвидувања, што се очекува од денешното рочиште? Ова е навистина многу тешка тема. Денеска всушност продолжува на рочиште од средата, кога видовме, ако не се лажам, 5 мина сведочија тогаш, сведоци кои што се обезбедени од обвинителството. Денеска, мислам дека се 5 нови. И тоа се, нели, најголемиот дел ќе бидат луѓе кои од МВР, кои што учествувале во истрагата. Тоа што го видовме и слушнавме, прочитавме, нели, од средата, значи има голем број на прашалници, голем број на остава простор за голема дискусија, иако ја никогаш не би го коментирал тоа, едноставно не е мој домен, не е моја сфера на интерес.
но оние изјави кои ги слушнавме за текот на истрагата и како тоа се движело, па тука се појавува дека тие добиле снимки од некој Гоце, кој Гоце, некој Гоце, кумот нешто да. Без тоа да биде сериозно објаснето, да биде нели срочено како што треба, што е така морам да кажам многу чудно за мене. И дека они на тој начин прво го поврзале убиството во Велес, па дека е заедничко, всушност, дека е поврзано. Нели со снимките на некој Гоце. Гоце е некој кум, некој стар сват, нели нешто така. Се што после слушнав беа чаршиски шпекулации кои не би ги изнесувал, нели вака понатака. Но во секој случај тоа говори, отвара еден простор да ние дебатираме дека се работи за еден аматеризам во Министерството за внатрешни работи и во конкретно во првите денови од истрагата, нели кога сите мислевме дека таа е исчезната, па дека избегала од дома и така натака. Значи, нацијата многу се пропати со тој случај. Сите ние на некој начин многу, кој што велевме, кој што кажавме сега, Мицковски ја затвори дебатата околу албанската ману. Ние би сакале, нели, тоа се затвори тој случај, виновниците да се откријат и да се осудат, така, и на некој начин да го оставиме тоа за себе, бидејќи... И покрај тоа што не можеме да го оставиме и заборавиме, затоа што не можеме да заборавиме никогаш тој случај, но би сакале да има некаков епилог сето ова, бидејќи јас не се сеќавам дека некој нешто друго било толку многу, оставило толку многу голем впечаток врз толку голем број на луѓе во нашата земја. Па и болка. Јас ќе кажам и голема болка и се сеќавам на пример кога почина Тоше Пројевски, нели вчера кога му беше датумот од тажната од трагедијата. И тоа беше нели една масовна хистерија, бол, тага, прво неверување, шок, нели ово, она тоа траеше со денови, но тоа имаше епилог. Ова се уште нема епилог. И кога ќе слушнеме такви некои сведочења на луѓе кои што биле на високи позиции во МВР, малку, што знам, така не ни звучи баш најдобро кога ќе кажат ми ја донесе снимката таткото, од кај му е на него, од Гоце. Кој е Гоце? Па не знам, некој кум негов. Така, како тоа снимката ја донел Гоце, мислам. Нели, претпоставувате дека полицајците ги собрале сите снимки кои биле во видеокругот, па тоа тие прават цртаат траектории, нели, кога се води истрагата, и вие мислите дека некој тоа го сработил таму, некој инспектор, така, има тие луѓе таму, не Гоце го донесе. И сега тоа е многу обезхрабрувачки. Говориме, ја не сега да кажам дека е таму некој невин или дека нешто тоа да прejudicирам, воопшто не, но кога ќе видите како се движело тоа, вас тоа не ви се допаѓа. Да, ќе видиме денеска што ќе се случува на рочиштето. Слободен печат секако дека ќе присуствува таму, нашата екипа ќе биде таму и секако дека ќе ви ги пренесе сите детали поврзани со овој случај. На самиот крај ќе се заблагодарам за присуството, Ивановиќ, задоволство ми беше да дискутираме. Продолжуваме понатаму со нашата програма и веќе знаете што следува меѓународна анализа. Имаме и тоа како зашто да зборуваме во меѓународната анализа.